А сега, почитувани гледачи, ќе гледате Бушеви глави. Кромит е еден зеленчук што се става во салати, малку јути. И па кромитот изгледа бел и кога ќе го пробаш многу лути. Кромитот е понекогаш лут и понекогаш не е лут. Па кромитот е округлест, е лут. Бушеви глави! Малку лути, формата му е малку како јаболка, па јас го јадам кромитот малце лути, ама колку мало многу го сакам. Кромитот е грмнерско растение. Па убаво, зелено. Ја го јадам кромитот, кој што е здрав и спаѓа во зеленчукот. Па јас сум слушнала дека кромитот е здрав, малце лути. Смрди, ама е многу здрав за јадење. И кога го сецкаме кромитот, ни течат солзи. Зошто? Зашто е лут кромитот. И ни се лути, а ние сме многу добри и фини, и кога ќе ни дојде до очи, секогаш плачеме. Ама јас имам една финта, може да ви ја кажам, мама или тато кој ќе ви дадат да излупите еден кромит и да издробите? Сигурно одите на базен. Ќе се земете научари за пливање. Тие го затвараат херметички окото, и на тој начин можете колку сакате да дробите, колку време сакате да дробите кромит. Мене така еднаш ми се случи, додека сецкав кромит за правев готвев селско место, каде што треба многу кромит да се сецка. И во тој момент ми задзвони на врата, нели ја нормално со начарите за пливање, кога отвори врата, тоа беше човекот кој што требаше саатот за вода да го види. Кога ме виде, мислев дека ќе падне назад и од смеење. Значи, мене не ме расолзија очите тогаш од кромитот, тогаш ми се расолзија од смеење. Зашто човекот кој што дојде да го прочита саатот за вода ќе паднеше по скали. Гајде. Бе, 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 бе. Чите да бидат умни, послушни, да не се нон-стоп со мобилниот телефон, да не се нон-стоп пред компјутер и да одат во театар и да гледаат детски представи. Кој ќе пореснат, да одат и во театар за возрастни. Тоа е мојата порака. Пратете театар, читете книги, возете се на спортски авион, јадете и пудинг некогаш. Да, можете и пудинг да јадете, ама не заборавете на овошје и на зеленчук, да не се расправаме. И изтрчете по 1 километар дневно. И ќе бидете, родителите ќе бидат најстрахни зашто ќе легнете порано навечер и ќе се одспиете. Чао! Бушеви глави.